Почитувани граѓани, почитуван градоначалник, колеги советници, врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа, член 19 став 2 од Статутот на општина Валандово и член 60 став 2 од Деловникот на Советот на општина Валандово, ја свикувам 26-та редовна седница на Советот на општина Валандово, на која вкупно се присутни 14 советници, со што Советот може полноправно да одлучува. За 26-та редовна седница го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Предлог одлука за утврдување на нацрт урбанистички план за село Калково, општина Валандово. Точка број 2. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и ќе се изврши вклопување на бесправно изграден објект. Точка број 3. Предлог програма за дополнување на програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Валандово во 2019 година. И точка број 4. Предлог правилник за утврдување на платите, додаток на плати и на надоместоци на вработените во ТПП Валандово кои имаат статус на овластени службени лица од областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? Колегата Занов повели. Добро вечер. Врз основа на точка 6 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот, каде што секој член на Советот може да предложи допуна на дневниот ред, некоја пратеничка група на советничка група на ВМРО ДПМНЕ, бараме да се стави и пета точка за село Пирава, кој што 3 дена нема вода и не се знае кога ќе добие вода. Тоа ќе биде во недоглед. Бараме да се стави пета точка, значи одобрување на средства на Сдружение на граѓани за реализација на програмски активности за 2019, односно да се одобри 300.000 денари на Сдружение на граѓани за подобрување на квалитет на живот на место заедница на село Пирава од 300.000 денари. Имаме предлог одлука подготвена. Знаејќи дека во изминатиот период извршивме ребаланс на 600.000 денари од ставка 463, каде што имаме средства за исплата на овие невладини организации и бараме оваа точка да се метне како пета точка. Имаме подготвено предлог одлука, ако може од службите да ја подадат. Тој ке побара дали имате писмена одлука. Јас овде ќе мора да направам пауза од 5 минути за да се консултирам со службите, да видам дали ќе може да се вметне и буџетски дали може да биде изводлива ова одлука. Така да кратка пауза ќе направим, па потоа ќе продолжиме. Почитувани граѓани, се враќаме по паузата. Советникот Митко Занов го искористи своето деловничко право за да предложи пета точка, предлог одлука за одобрување средства на Сдружение на граѓани за реализација на програмски активности во 2019 година. Неговиот предлог го ставам на гласање, ќе молам да гласаме. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Значи предлог одлуката иде доаѓа како пета точка од предложениот дневен ред. Дали има некој друг да се произнесе по предложениот дневен ред? Не, бидејќи никој друг не се јави за збор, предложениот дневен ред го ставам на усвојување. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е усвоен предложениот дневен ред. Продолжуваме со работа по усвоениот дневен ред. Точка број 1. Предлог одлука за утврдување на нацрт урбанистички план за село Калково, општина Валандово. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор?
Колегата Пандев, повели колега. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, и јас како советник сум среќен и сум раден освен кога имаме вакви точки на дневен ред, затоа што една од руралните населени места, населеното место Калково, ќе се здобие со урбанистички план. Тоа се вика дека сите тие куќи и дворови ќе бидат легализирани. Убаво да се поздравя одлуката, се разбира дека овој проект е започнат 2014 година и значи после 5 години доаѓа до реализација, за тоа, како и многу пати досега, имаме напоменато, вакви иницијативи и проекти треба на време да се спроведуваат, бидејќи видната реализација гледате дека не се завршува толку многу брзо. И затоа поздрав за оваа завршена поставка за населеното место Калково и иста ќе биде поддржана се разбира наш советнички група. Благодарам. Благодарам колега Пандев. Градоначалник за реплика или за збор? За збор повели. Благодарам, председател. Само да сугерирам дека тоа не е проект, туку тоа е законска обврска. Носењето на урбанистички план по населените места. И ете, како што гледате, бидејќи имаше муабети уште претходниот период, дека урбанистичките планови во општина Валандово биле донесени, кога сега гледате дека не се донесени и во моментот се носат, за да стапуваат на сила. Како што беше и осилово, како што се работи генералниот план за градот Валандово, така да не се работи за наш или ваш проект, туку се работи за законска обврска која што локалната самоуправа на Валандово се ја исполнува. Благодарам. Ви благодарам, градоначалник. Колега Пандев за реплика повели. Не ми беше намерата и целта да кажам дека е наш или ваш проект, се разбира дека е наш проект, затоа што 2014 година претходната локална самоуправа имаше слух и разбирање дека е неопходно потребно во сите населени места да се завршат овие законски регулативи, инаку како документација е проектна документација. Беше збор дека тие не се завршуваат на еднашка и многу пати кога вие велите дека имаме проекти и со право треба да им кажеме на граѓаните дека било кој проект што сега го изготвувате ќе биде реализиран сигурно во 2023 и 2024 и 2025, не дека вие не сакате да го се реализира до година, меѓутоа многу тешко од тие работи. И затоа ако ќе спомниме тука дека одредена работа ќе се прави, особено големи крупни проекти, а средства и пари очекуваме, дали владени, дали со меѓународни соработки, преку одредени фондации, проекти, тие не се реализираат преку ноќ. Меѓутоа, тогашната локална самоуправа ми беше зборот и целта дека имаше слух и разбирање да дојде време еднашка таа работа се заврши. И не е важно, еве сега вие довршите и јас тоа го поздравувам. Благодарам. Благодарам колега Пандев. Контра реплика градоначалникот. Повели градоначалник. Значи, само уште еднаш да појаснам дека не се работи и во 2014 не се работело за слух и за разбирање, туку се работи за законска обврска. Носењето на урбанистичките планови по неколку основи одеше бавно и тоа е моментум со кој што се соочуваат не само општина Валандово, туку и најголем дел од локалните самоуправи во цела наша држава. Инаку, пак ќе повторам, не се работи за некој проект, не се работи за инфраструктурен проект, туку за исполнување на законска регулатива. Инаку, ние кога најавуваме проекти, точно го најавуваме и периодот на реализација. Носењето на урбанистичките планови, бидејќи согласности се бараат од повеќе институции, едноставно многу надлежни ресорни министерства мора да дадат согласност, пред се транспорт и врски, а потоа и другите кои што се поврзани како животна средина, како Министерство за земјоделие и сличните, но многу од населените места, односно од урбанистичките планови по населените места и едната урбанизација оди бавно, но клучната реакција
во мојата реплика или контрреплика е тоа дека се работи за исполнување на законските обврски и на кој начин, со која динамика ние ги реализираме тоа, зависи пред се од самата локална самоуправа и од комуникацијата и од ажурноста на надлежните министерства. Секој урбанистички план кој ќе стапи на сила после 5 години со измените на законската регулатива престанува да важи и треба да се започне нова постапка. Благодарам. Ви благодарам, градоначалник. Колешката Миријана за збор повеќе. Јас исто така можам да кажам дека навистина е среќа што нели се донесуваат вакви предлог одлуки за нацрт урбанистички планови, меѓутоа не можеме да кажеме дека сето ова е случајно. Имајќи го во предвид дека во краток период беше донесен урбанистичкиот план во Јосифово, кој што години наназад чекаше на реализација. Па сега урбанистичкиот план во Калково, па уште и во другите населени места од каде што имаме турско население, само покажува дека оваа власт има слух за сите овие проблеми и наоѓа начини она што било некаде заборавено или оставено да поминува времето, сега се зема во да се изработи онака како што треба и колку што е можно побрзо да се завршат сите оние работи кои што досега очигледно требаше многу одамна да се завршат. Благодарам. Ви благодарам, колешке. Јас за Миријана. Реплика. Повели колега Пандев. Одговорот на дискусијата на колешката Пејава го даде самиот градоначалник дека тој процес не се завршува толку многу лесно. Дали вашата влада или нашата влада, тоа си има постапка у многу министерства, дека ќе чека документација и дојдел моментот да заврши и тоа го поздравуваме. Иначе сега не треба, јас ставам сакам да се опремам се тоа кој го завршил, не е важно кој го завршил, битно е дека се завршил. Иначе време трајањето не може ни Советот да го определя, нити градоначалникот, бидејќи тој е комплексна материја, дека ќе поврзува многу министерства, тргнувајќи од фирмата изведувач, што го добијала тендер да го направи проектот и сето тоа натамо поврзува многу институции и тоа не заврши од желбата на некоја власт. И сега и во иднина дали ќе се заврши порано или подоцна. Благодарам. Благодарам, колега Пандев. Контрреплика, колешката Миријана, повели. Колку да сакаме да признаеме нешто или не, факт е дека пак за нешто да се направи, мора да има иницијатива, овие сите нели служби малку поагилни да бидат во работата, за да се донесе. Јас се сеќавам дека урбанистичкиот план во Јосифово еднаш одеше, па уште еднаш, значи имало многу работи кои што не биле завршени или пак биле завршени некако што треба и затоа поминувало толку временски период. Сега за многу кратко време од излагањето беа увидени сите проблеми и беше донесено онака како што треба. Значи, мислам дека некој знае, а некој можеби не знаат да ги сработат работите. Колеги, без дофрлање. Колега Занов, за реплика на колешката Миријана, повели. Колешке, многу добра власт, многу знаете и многу разбирате. Ама мислам дека е редно еднаш да кажете тие проекти се од тогаш започнени, ова е до тогаш, или да формираме од власт и опозиција комисија, да ги видиме овие урбанистичките планови од кога се започнени, одредени проекти од кога се започнени, да ги расчистиме еднаш за секој пат, ни вие, ни јас да не замаваме јавноста. Дека се правите, дека локална власт се што многу ги разбирате, работите и така натаму и така натаму. Не ги поценувам луѓето нели кои ги работат, мислам дека се професионалци и од порано локалната што работат, што вие ги врегавте, викавте ништо не работат, пренатрупени сте, а ако вие имате дупло и тродупло повеќе луѓе вработено. И значи време е со вие политички моменти или поени как сакате да ги добиете и да кажете, значи да формираме, ако може, предлог да даваме на комисија и да ги рачистиме, да видиме. Овие сите започнати работи од кога се, кои се нови, кои се стари, да видиме на чисто.
Благодарам, колега Замов. Контрреплика колежката Пеева. Повели. Го прифаќам предизвикот, но внимавајте да не бидете изненадени, непријатно. Благодарам. Ви благодарам, колежке. Дали има некој друг за збор? Колегата Озунов, повели колега. Добро вечер сите. Јас мислам дека колеги на вас ви пречи способноста што ја имаме ние, ја немавте вие. Сега се носите урбанистички планови, вие политички пак дека се ваши, добро, дека се ваши. За проекти, добро е комисија да се оформи. Еве тука имаме ние некоја листа, имаме 26 проекти спроведено, реализирано до сега. Не знам кои се ваши, треба да ги пронајдеме. Исто така има 22 проекти во реализација, моментална. Па убаво е тоа да го провериме, кои се ваши, кои се наши. Мислам дека тоа. Благодарам, колега Озунов. Дали има некој за реплика или за збор? Колега Пандев, реплика. Озунов. Повели. Јас мислам дека ќе прекинеме со вие надборувања, меѓутоа еве нема да образложува повеќе околу оваа точка, колега Озунов. Пред 5 месеци имавме избори, не е битно беа председателски, или ги изгубивте. Значи немате проекти. Ви каснат или не ги реализирате. И затоа граѓаните ќе кажат најнакрај на било кои избори, кои биле паметни или кои знаеле да работат, кои не знаеле, как кажа колешката Пеева. Тоа граѓаните ќе го оценат. Ние само го поздравиме тоа што е почнато и завршено, ништо повеќе не кажаме. Благодарам. Благодарам, колега Пандев. Контрреплика, колегата Озунов. Да, точно, граѓаните ги оценат. 12 години вие бевте на власт, 2 години сега ќе полниме ние сме на власт, 2,5 на државна. И сега тука треба да оценат стварно кои се ваши проекти, кои се наши. Плюс да не забораваме дека имавме председател што потекнува од Валанови, затоа е истакнува способност. Дали сте биле способни, дали ви требало повеќе време за документација, проектна, тоа ќе го видиме од граѓаните, да. Благодарам. Благодарам, колега Озунов. Дали има некој друг за збор? За реплика? Повели колешка. Добро вечер и од мене. Дали има потреба ова да го зборуваме, колега Озунов? За 2 години и самите податоци од училиштата зборуваат дека се запишеле 92 првачиња. Значи, многу фамилии се иселиле. Не заради тоа што им е убаво, заради тоа што не им е добро. Благодарам, колешки. Ќе ве замолам да се задржиме на темата. Малку излеговме, да се задржиме на предлог одлуката за нацрт урбанистички план. Дали има некој друг за збор? Реплика? Пошто Озунов имаше за збор. Треба на Озунов да реплицирате. Последно. Дали има друг за збор? Бидејќи никој друг не се јави за збор, предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за утврдување на нацрт урбанистички план за село Халково, општина Валандово. Преминуваме на втора точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и ќе се изврши вклопување на бесправен објект. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог одлуката е ставен на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали има против? Нема. Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и ќе се изврши вклопување на бесправен објект.
Преминуваме на трета точка од дневниот ред. Предлог програма за дополнување на програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Валандово за 2019 година. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог програмата ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали имаме против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани, е изгласана предлог програмата за дополнување на програмата за работа од областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Валандово во 2019 година. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Предлог правилник за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на вработените во ТПП Валандово кои имаат статус на овластени службени лица од областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето. Отварам расправа по четвртата точка од дневниот ред. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, предлог правилникот го ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали имаме против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 14 гласови за, нема против, нема воздржани и изгласан предлог правилникот за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на вработените во ТПП Валандово кои имаат статус на овластени службени лица од областа на безбедноста, одбраната и разузнавањето. И преминуваме на последната точка од дневниот ред. Предлог одлука за одобрување на средства. Значи, сакам само да образложам одредени работи околу одлуката. Значи, во консултација со правната служба во општина Валандово, ова одлука ќе мора да претрпи одредени измени кои што ќе ги прочитам за да може да биде законски покриена. Значи, ќе ја прочитам целата одлука. Во насловот предлог одлука за одобрување средства на здружение на граѓани за реализација на програмски активности во 2019 година. Значи, насловот ќе претрпи измена со тоа што ќе биде предлог одлука за одобрување средства на Сдружение Местна заедница Пирава. Значи, ова реализација на програмски активности во 2019 мора да биде отргнато, бидејќи Местна заедница Пирава нема поднесено програма за да може да биде реализирана исплатата преку оваа сметка. Значи, во однос на член 1, сега ги читам со промените, па потоа ќе отварам расправа, ќе ги дискутираме. Со оваа одлука од буџетот на општина Валандово за 2019 година се одобруваат средства на Сдружение за подобрување на квалитетот на животот во Местна заедница Пирава во село Пирава Валандово до максимален износ од 300.000 денари. Значи, во консултации ставиме максимален износ до 300.000 денари, во предлог одлуката беше 300, бидејќи средствата кои што се потребни за санирање тамо на проблемот се нешто под 300.000 денари, да не одиме со фиксен износ, ќе бидат одобрени до 300, а ќе бидат исплатени толку колку што ќе им бидат потребни за решавање на проблемот во ова населено место. Средствата да се исплатат од програмата АО Совет на општина Валандово, ставка 463, трансфери до невладини организации, на сметка на Сдруженијето, депонент овде стои банката. Значи, во член 2 станува член 3, член 3 станува член 4 и како предлог нов член има член 2, кој сега ќе го прочитам, а потоа ќе дадам образложение. Значи, член 2. Бидејќи овие средства ќе бидат наменети за итно решавање на проблемот со водоснабдувањето на населеното место Пирава, Советот на општина Валандово му наложува на јавното предпријатие Комунален сервис Валандово во соработка со Местна заедница Пирава да започне постапка за постепено превземање на ингеренциите со водоснабдувањето во населеното место Пирава. Значи, овој член мора да стои во оваа одлука за да биде законски исплатата и на овие средства, бидејќи се работи за исплата на средства за плаќање на за останати долгови за вода за пиење, кои што не се ингеренции на овие местни заедници, туку таму ингеренциите со закон ги имат јавните предпријатија и затоа со оваа одлука ние испаѓаме во сусрет им помагаме на населеното место Пирава со напомена во член 2 да почне постепена постапка
за превземање на ингеренциите од страна на јавното предпријатие, но во соработка со местната заедница. Значи, член 3 доаѓа корисникот од член 1 оваа одлука е должен одобрените средства наменски да ги употребат и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достават финансиски извештаи со фотокопија од документацијата за намената за која ги имаат искористено. Значи, овој член останува и е во ред за да имаме отчет од страна на местната заедница. И член 4, ова одлука влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на општина Валандово. Значи, ова е предлог одлуката која што ја предлагам, значи, за дискусија, така да ќе отварам расправа да ги продискутираме одредените членови во одлуката, така да дали некој има за збор. Колегата Занов, повелим. Требаше уште на почеток овие измени да ги кажеме и да ги продискутираме. Да речеме на некој начин ова е се добро. Не е добро што ова на некој начин е уцена. Значи, кога ќе се помогне на местна заедница Пирава за водоснабдувањето, кога ќе им се платат трошковите, да не дојде уцената дека мора да преминат од комуналното. Значи, ако се подмире оваа обврска, они нека си го терат после процедурите. Исто, кога пари кога ќе доделиме сега, ќе спомнам младост и да му кажеме, вие мора да тепите со 4-0 на фудбалска утакмица. Или за одредени, ево, Јосифовско лето. Мора да имате 100.000 народ. Тој е вид на уцена. Јас овоја ќе барам да се изфрли, ако се помага, ако ми се платат трошковите, на некој начин, дали денеска или последна година, или после 2 недели, последен месец, тие полека ќе си поминат под комунално. Само да не се уцена. Два примера убави дадех, ово е чиста класична уцена. Благодарам. Благодарам, колега Занов. Има реплика градоначалникот. Ти се сигурно. Да. Бидејќи се работи за, како да кажем, чувствителна тема, воопшто сакам уште наставам да кажам дека не се работи за никаква уцена, ниту пак тоа од разбира дека од утре водоснабдувањето во Пирава ќе биде преземено од јавното комунално предпријатие, но за одлуката да биде покриена во моментот ние мораме да ги почитуваме законите. Законот вели дека на територијата на една општина со водоснабдувањето управува едно комунално предпријатие. Значи, во овој момент, вака, ако се донесе одлуката, вие како советници би одговарале. Значи, во соработка, местната заедница и јавното комунално предпријатие советот им наложила за брзо решавање на проблемот, бидејќи ова во иднина може да придонесе кон тоа одредени од населеното место кои што си плаќале вода да не плаќаат или милион други негативни реперкусии, затоа трајно да биде решен проблемот и да не го доведуваме местното население од Пирава во заблуда. Значи не се работи за никаква уцена. Кога општината заедно со јавното комунално предпријатие ги превзеде ингеренциите во Бојмискиот реон, се сеќавате дека најпрво советот ја донесе одлуката, па потоа во истата таа одлука стоеше дека сите долгови кои што ги превзема јавното комунално предпријатие ќе склучи договор со во конкретниот случај Евана со средства кои што ќе ги исплати општината. Бидејќи велите ова требаше да биде продискутирано на старт, вие од старт кога сте ја правили одлуката требало само да ги ставите овие работи. Значи ниту од утре тоа ќе се случи, но мораме едноставно да започнеме со процесот на поставување на работите онака како што треба да биде. И ние сме свесни, бидејќи ќе ви кажам дека јас сум во директна комуникација и со местната заедница во населеното место и со Евана, значи долгот на вистина е помал, одредени средства, нели,
веќе самото здружение располага со нив, но исто така вие како совет, како законодавци во моментот требате да ги почитувате законските прописи. Значи не можеме да гласаме нешто кое што не би било законски покриено. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Контрареплика колегата Замер. Повеќе. Си повикате секретара на општината, ќе го поздравам и добро дојде на Советот. Нешто ме интересира. Имате пауза, дискутирате за вада тема, имате времето за консултации, а опозицијата, советниците од ВМРО ДПМН стојаа на страна и сега идите ми кажувате дека советниците ќе одговарат за оваа одлука што ја носат. На крај крајва и нека одговарат советниците. Зашо не навикнате? Има координатор советничката група од ВМРО, од ДСДС, значи на консултации, вие работи да им се каже. И како ред уназад други работи, што на ниворен совет донесеме за 800-900 пари, што ги доделиме, и верувам дека се добро употребени и има веќе извештај, веќе доста време помина. И сега кажувате тука јавно дека ќе одговарат советниците. Нека одговарат. И не знаете да не изконсултирате. Зашо кој си што истража? Јадеме луѓе. Благодарам. За збор, градоначалник. За реплика. Ама не, немате реплика. Кој што го за збор може? Само колега Пандев може? Може, Значи вака. Колку и да се обидувате, темата да ја прилагодувате на дневна политика и да поентирате на неа, тоа е невозможно од проста причина што ние, за да ја изгласаме таа одлука, мораме да ги повикаме службите. Да бидеме на чисто, ниту се до крај деловнички исправни со поднесувањето на оваа одлука во дневниот ред. Значи, само за да биде и да ги испречиме дневно политичките дискусии овде, бидејќи знаеме за каква чувствителна тема се работи, барем конкретно во општина Валандово, бидејќи тоа е тема која што со години едноставно се промајува. На координација не беше советничката група на СДС само со секретарот, туку ние, конкретно јас, за да одлуката биде направена правно, формално, да биде како што треба да биде. Значи, вие како советничка група, исто така пред да ја поднесете предлог одлуката, можете исто така да се консултирате и со службите во општината, но исто така и со советничката група на СДСМ. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Реплика колегата Замер. Повеќе. Добро, ако не беа од СДСМ, беше и Тони Пандев од ВМРО и Силвана беа на консултациите. Јас мислам дека бете сите и требаше добре да имате да наповиките и нас и да кажете што и како ќе оде точката. Не да кажете дека ако не е деловнички, нека се повлече точката. Јас мислам дека е деловнички. Значи, тук имаше секретар на општината и ќе каже дали е деловнички или не е деловнички. А не вие да кажете. И да кажете дека сега ќе одговаряме. Добро? А за дневно политички сигурно не сум помислувал во овој момент тоа да го употребувам за дневно политички теми. На крај крајава 21 век сме, за вода правиме овој, не правиме за нешто друго. Благодарам, колега Замер. Значи, и јас да појаснам, пошто према мене е критиката, значи и вие можете да се изконсултирате пред да ја ставите точката, чисто за формално правно да биде направена како што треба. Значи, направени се корекции од правен аспект, за да може одлуката да помине и средствата кои ќе бидат исплатени да бидат, значи, согласно законот. Значи, затоа се направени овие измени за ништо друго. Затоа што имаме закон кој што ги уредува комуналните дејности и доста е строг. Тоа што во нашата општина остана уште неколку места кај што не е регулирано, наша обврска е тоа да го средиме до крајот на нашиот мандат. Значи, затоа го викнавме и секретарот, за да се изконсултираме, да ги направиме согласно законот сите делови од одлуката. Така да сакам за појаснување. За збор се јави колегата Пане.
Почитуван градоначалник, јас во целост се сложувам со вашата дискусија и ве поддржувам. Меѓутоа, сакам да ме разберете најсериозно. Вие сте млад човек и јас ве охрабрувам тоа да го спроведите. Што го зборувате. Ова што многу пати го имам дискутирано во врска со непревземањето на местните заедници. Еве, многу често пошанени случаи. Кој не платил вода, на кој му изгорела пумпата, кои се регистрирал здруженија као некоја што ќе се грижи за подобрување на квалитетот, као да мек ние Советот и градоначалникот не се грижи за народ. Значи, ние си ги знаеме нашите ингеренции како Совет, имаме согласно законот и статутот, ние имаме јавно предпријатие кое треба да се грижи за редовно снабдување на граѓаните со вода за пиење, за квалитетот на вода за пиење, за одржување, за инвестирање и тоа да не се повторуваме илјадо пати. За мене лично, како човек и советник, најважно, може би малку од мојот колега Занов имам различно гледиште. Дали ќе стое во оваа одлука дека треба да се преземе или нема да стое, не ми значи ништо. Затоа што има законска регулатива за тоа и такви одлуки дека јавното комунално предпријатие треба да ги преземе сите местни заедници час поскоро. Нас, граѓаните, верувајте, нема да ни се лута за тоа што сакаме да го спроведеме, што не е законска регулатива, за тоа што бенефитите тие сами ќе ги почувствуваат. Верувајте, луѓе, сега дека што време јавното предпријатие има одговорност за неговите обврски. Кон водоводите, кон канализациите, кон сето тоа што треба да го обслужува како јавно предпријатие. И ние со право овде во такви моменти можеме да дискутираме дали нашето јавно предпријатие ги сервисира тие услуги како што треба кон граѓаните. И затоа, градоначалниче, само ви охрабрувам. Не треба да се плашиме и предходниот градоначалник и вие сега, дали се работи тоа за Пирава, дали се работи за Удово или до вчера беше и Бојмијата, може би ние Јосифово имавме храброст баш од вакви проблеми најпрви да влеземе заедно со работа во тоа јавно предпријатие. И добро што сме направиле така, за тоа што до ден денеска, сигурно ова сега што го имаме како водоснабдување ќе го нема. Немаше кој да се грижи да плаќа. Стално бевме на терет на буџетот, значи барахме пари да се покриват сметките за струја. Еве сега иста приказка. И добро, еве ова нека е законско, јас не се разбирам многу правото, тука е нашето. Меѓутоа, ние сега ќе пуштиме пари на некоја здружение на граѓани која наводно се грижи за подобрување на квалитетот на населеното место Пирава, за тоа што се задело врски за струја. Ајде, нека биде ова последен пат веќе. Има кој да се грижи за нашите граѓани. Тоа е градоначалникот, тоа е Советот, градоначалникот е извршен орган и треба да ги спроведува одлуките кои ги донесува Советот. И затоа градоначалниче охрабри се и заврши оваа работа секаде. Граѓаните во тек на време ќе осетат дека одлуката која ја имаме и која е законска, дека е исправна. И никој нема да не се луди за тоа. Подобро да функционира така, отколку да нема сега 3 дена вода, после 5 дена вода и еден ден може да остане и без водоводен систем, затоа што тоа нема кој да го држава понатаму. А знаеме зашто, затоа што граѓаните не ќе да плаќат на местните заедници. Затоа ги укинава местните заедници. Благодарам. Благодарам, колега Пандев. Реплика од градоначалникот. Повели. Значи, може би ова е тема на која што најмногу се согласуваме со советникот Пандев. И еве во моментот сакам да кажам дека локалната самоуправа, која конкретно ја превзедов јас и целиот тој период кој што е зад нас веќе од речиси 2 години, ние наследивме во суштина само едно поголемо населено место во кое што беа предадени ингеренциите на јавното комунално предпријатие. Во сите други населени места се создаваше слика дека јавното предпријатие е големото плашило кое што не смее да ги превземе ингеренциите, а воопшто не е така. Се треба да знаеме дека тоа е законска обврска. Јас во секој мој еден било каков јавен настап, еве и сега кажувам, дека сум охрабрен сите населени места да бидат превземени од јавното комунално предпријатие. Уште денес ви велам, охрабрете се и донесете ја одлуката да му наложите на јавното комунално предпријатие да ги превземе сите населени места во општината и да имаме веќе ред да знаеме кој управува со вода, кој управува со се. Значи еве, ве замолувам сите вас, донесете ја оваа вечер одлуката и ќе ги подмириме сите трошоци кои што ги имаат другите во заедничка соработка и на локалната самоуправа и на местната заедница и пред се како носечки лидер во целиот тој процес на јавното комунално предпријатие. Значи јас сум доволно охрабрен, ве
охрабрувам и вас, ева денес да ја донесеме таа одлука. Ако треба, побарајте и координации, и паузи и се, ето да ја донесеме денес. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Дали има некој друг за збор? Колегата Мишков, повели. Началниче, ние ова точка не може ова вечер се да решиме во една точка. Ја ви замолам малку, ако решаваме за пари за перава, да дадеме пари, многу пати ние давевме пари, па не ги ставивме во таа точка право и да водат пред комуналното и на Балинци, и на Брајковци, и на Јосифово, многу пати дававме. Па не беат сите 5 точки вклопени во една точка. Па за тоа ќе ве замолам, има и друг совет, има. Па може да се искоординираме малку по-добро. И аз мислам да решиме ова вечер за перава, конкретно. Дали ќе даеме пари или нема да даеме пари. А има други совета, ќе се искоординираме и ВМРО и СДС и сите ние, па и со населените места, па да видиме да најдеме заеднички јазик. Ние решаваме сега за перава, а перава може да ви каже не ни саки ни парите, се може да стане. Затоа ќе ве молам, ако може да гласиме за ова точка што е поднесена, да гласиме. Ако не, толку. Благодарам, колега Мишков. Дали има некој друг? Колега Пандев, само реплика на колегата Мишков. Реплика на Мишков. Ние сме демократска партија, не е думата како СДС. Колеги. Вака сега. Нека биде и така што вика колегата Мишков, меѓутоа навистина еднаш ако веќе треба. Јас мислам дека одлуки што викат началникот да се оправдаме да донесеме одлуки има, а и да нема одлука законот така налага. И дај да не ги разводниме, ако наредниот месец, еве јас како советник, ако наредниот месец не се донесе, ако треба формално правно и таква одлука, јас ќе покренам во Јосифова иницијатива да испадне од јавното предпријатие. И ние ќе се формираме сдружение на граѓани, имам уште 2,5 години советник и преку 4-5 месеца моето сдружение платете ме струјата. Зашо моите граѓани да плаќат вода и струја, мислам, гибратерина и сите работи на време? Веднаш еве јавно кажувам, доколку не се донесе таа одлука, и јас ќе свикам собие на граѓани, се уште сум актуелен председател на местна заедница и ќе барам иницијатива да испаднеме од јавното предпријатие. Ќе се направиме некоја сдружение на граѓани, како ќе се грижиме ние за сите тие работи и ќе ве досадувам тука и на совет на градоначалникот да ми ги платите сметките. Благодарам. Благодарам, колега Пандев. Друг за реплика немам. Колешката Мирјана за збор. Повели. Мислам, оно што се согласувам со колегата Пандев е дека најдобро што има направено Јосифово е тоа што влегло под капата на комуналното предпријатие и сметам дека сите оние кои што досега го немаат направено тоа, а имаат своји представници кои што свесно размислуваат и можат да им помогнат да го направат тоа. Не верувам дека не верувам во заканите кои што сега ги кажувате, бидејќи свесни сте и сами дека законските обврски, предпоставам дека тоа е кажано така, бидејќи еве се случува ваквите предпријатија да не функционираат како што се случуваше и во Удово да има недостиг на електрична енергија или неплатени сметки, што значи дека единствено решение за сите е да бидат преку комуналното предпријатие. Благодарам. Благодарам, колешка. Колегата Мишков, реплика. Повели. Колешка Пеева, во Удово немаше исклучување на струја, никој пат до сега, од овие задните 8 години, затоа што јас сум таму 8 години, и Удово е секој пат на време и вода има и ѓубренина е зберена. А вие Јосифово зошто влеговте? Затоа што не бевте недисциплинирани и не плаќавте води, затоа отидовте преку комуналното. Благодарам. Благодарам, колега. Контрареплика, колешката Пеева. Може би не памтам добро, меѓутоа сум била присутна на неколку неформални средби и разговори кога самите вие сте рекле дека сте биле принудени од ваш джеб да ја платите струјата за да имаат граѓаните вода. Бидете искрени, признајте си.
Што да признаем? Што да признаем? Што? Кога те попил? Благодарам, Пелешке. Дали има некој друг за збор? Колеги, ќе ве молам. Бидејќи никој друг нема за збор, значи само да се облибирам на крајот, со оваа одлука, како што прочитав, значи Советот само му наложува на комуналното предпријатие во соработка со местна заедница да почнат постапка за постепено превземање. Поради вашите сугестии, и јас инсистирам, заедно со градоначалникот, ќе направиме неколку координации, ако е можно и на наредниот совет или на подругиот, да пробаме да донесеме одлуки за сите населени места, да дојдат преку јавното предпријатие комунален сервис. Очекувам од сите вас, значи, да се вложите и да дадете соработка, да се ангажираме овој проблем да го решиме, да не постои, бидејќи тоа е и законска обврска. Така да, предлог одлуката со прочитаните промени. Збор може да земе готово, фајно. Баш лошо работа што ја правиме. Колега, ќе ве Од сега молам. нататки, од сега 10 нататки минути пауза. ќе бъркиме младо за Колега. со 5-0. Кој ќе дадеме пара? Колега, Не е добро. Добро. предлог одлуката за одобрување средства на Сдружение Местна заедница Пирава ја ставам на гласање. Кој е за? Благодарам. Дали имаме против? Еден против. Воздржани? Немам. Констатирам дека со 13 гласови за, 1 против, нема воздржани, е изгласана предлог одлуката за одобрување на средства на Сдружение Местна заедница Пирава. Со ова целосно исцрпен усвоениот дневен ред, овде ја затварам 26-та редовна седница на Советот на општина Валандово. Почитувани граѓани, ви благодарам на вниманието.